Добро вечер во уште едно издание на 24 анализа. Изборите во најголем дел од општините завршија. Ке инициирали дебаклот на ВМРО ДПМН и оставка на Никола Груевски. 123.000 гласачи, помалку на контото на ВМРО ДПМН и тоа за само 9 месеци, земајќи ги во вид последните парламентарни избори крајот на минатата година. Граѓаните го казнија груевизмот, но оно што сега и останува на Македонија и што и престои, тоа е тежок реформски пат кој што веќе е незапирливо започнат, барем кога е во прашање судството. Македонија ја очекува тешка работа на патот кон Брисел. Затоа што можеме да очекуваме во периодот кој што следи, вечерва во студиото на телевизија 24, универзитетскиот професор Любомир Фрчковски. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и за Насер Зибери, поранешен пратеник. Со вас малку за и околу оној албанскиот политички кампус кој што беше поприлично интересен на овие локални избори, меѓутоа ќе зборуваме и за многу други теми. Професор, во вашата колумна велите, ама веќе доста се занимавате со Груевски, дали ќе се даде оставка, веќе треба да почнеме да се занимаваме што ќе прават победниците на овие избори, дали ќе почнат да ги апсат луѓето кои што правеа зулуми изминатава деценија. Па знаете што, сериозен почеток бара план, обседнатоста со повредата и со нашите животи кои поминаа 10 години под диктатурата, треба да имаме сила да ја контролираме, да не станеме робови на таа заробеност. Оти постои една ситуација во политиката кога луѓето дури кога причината за повредата исчезнала, стануваат, ја повторуваат, некако ја потиснуваат во подсвеста повредата од некоја траума од политиката каква што ВМРО ни направи, всушност на сите нас, и се обидуваме само во таа приказна да останеме и да вртиме назад. Треба тоа да го оставиме сега помалку на други околности, други луѓе ќе се бават со тоа, да се обидеме планот да го направиме за главните реформи, а тоа значи дека на почетокот ни стои еден, ја ќе ја повторам паролата на шарената револуција: нема правда, нема мир и нема ново општество. Ние треба да доделиме правда со неколку геста на организираната држава под нова политичка елита во почетокот на овие промени. Треба да означиме дисконтинуитет со минатото на еден значаен, видлив и начин кој ќе се почувствува. Тоа отприлike значи, да бидам конкретен, 2-3 крупни законски акта. Едниот е веќе процедура, во процедурата е законот за амнестија, општа амнестија, и тоа по причини не заради тоа што се полни затворите и што условите затворите не чинат, туку затоа што правораздавањето и начинот на кој правдата беше делена овие 10 години е крајно сомнителен, компрометиран. Има многу луѓе кои се невини во затворите, баш као тие што се судени, да речеме, со причина. И таа неправда паѓа на грбот на сите нас. Ако ја отчутиме, ние сме партиципиенти во тоа што им се случува нив. И затоа гестот на новата влада и новата власт која се разделува од оваа диктатура предходно, мора да биде таков еден гест на милост и обид да ја санира таа неправда. Таа никогаш нема да се санира, тие луѓе, нивните фамилии никогаш нема да бидат исти, меѓутоа на некој начин таа правда треба во тој дел да биде доделена. Втората работа која треба тој план да го земе, за тоа може да збориме понатака, е еден покомплициран закон. Тоа е закон за воредна обнова на постапките во случаите на судења каде што е сторено веројатно грубо кршење на принципите на фер судење. Тоа не оди по постапката градско-судска постапка, обнова на постапката, тоа календарски лекарс никогаш не се заврши, туку новие местенки, крупни случаи кај што е неправдата, кај што се баш загризани се во неправда, мора на некој начин да се обноват постапките по еден скратен вид на нова законска основа, која тој закон ќе им даде. Изборуваме подоцна за тоа дали тоа значи враќање на сите постапки на самиот почеток. Со еден збор тие гестови на правда мора да бидат основа за една подолгорочна после тоа стратегија на промени во правосудството и заснивање на правна држава и правење на овој демократски против иреверзибилен, да не може да се врати назад. Тоа би бил планот и со тоа е и закон на поништување на лустрацијата кога што можеме да приметам, меѓу другото, тоа се веројатно тие 3 точки кои што вие практично ги имате наведени во вашата последна колумна. Може од вас една оценка да направиме за веќе можеби излитена, меѓутоа ваков резултат ВМРО ДПМН не можеше ни да сонува ваков дебакл, исто како што ни СДСМ веројатно не можеше да замести
ваква победа? Јас мислам дека резултатот е објективен, реален и за подобрите познавачи на политичките состојби очекува. Може би поучени од минатото, луѓето не очекуваа ваков исход од изборите. Меѓутоа, ако се има во предвид што се случуваше во минатото, како ВМРО-ДПМН доаѓаше до тие изборни победи, сосема е јасно дека тие резултати беа нереални, необјективни, дел директно фалсификувани од снимките, прислушуваните материјали се гледаше, тамо се слушаше како да и ги отвара избирачките материјали, вритињата и така натака. Тие врики како се отвара. Да, како се отвара. Дел од тие резултати беа постигнати по пат на уцени, пресија, заканувања врз целиот административен апарат, врз пензионери, врз синдикати, врз невладиниот сектор, а да не зборуваме за медиумите. Кога сето тоа ќе се тргне на страна, мислам дека сега легнаа работите на свој природен тек и резултатот е тој што е. Мислам дека објективно можеше да се очекува ова, доколку се има во предвид сите овие прашања. Во Рачиново победи СДС. Да, во Рачиново победи СДС, очекувано беше. СДС уште на парламентарните избори направи еден сериозен пробив во албанското гласачко тело. И не како резултат на некои калкулации, туку како една отвореност на ова партија кон целото општество. Нивната смелост, поготово на Заев, да во екот на кампањата или пред кампањата да отвори такви чувствителни прашања како што беше прашањето на рамковниот Охридски договор, застапеноста на албанците и другите заедници во Македонија, прашањето на јазикот, или како што он вели, нема табу тема за која не може да се разговара. Секако дека ги мотивира албанските гласачи и тие без предрасуди да по прв пат после колку избори да направат еден избор надвор од етничките рамки и кампуси. И секако тоа е еден добар предвестник дека ќе продолжи, а овие локални избори тоа го навестија. Тоа е казна за Дуи или? Дел е казна за Дуи, ама не може да е само казна за Дуи, бидејќи доколку беше само казна за Дуи, сите тие гласови ќе се прелеа во другите албански политички партии, а не во Социјалдемократскиот сојуз. Значи, отвореноста на Социјалдемократскиот сојуз кон сите слоеви на општеството, по секоја основа, па и по етничка, се покажа дека може да функционира во Македонија и може да испорача резултати. А тоа треба да е перспективата кон која треба да стремиме сите. Професоре, кога Заев во 2014 не ги призна резултатите и каже имаме кражба, имаме системски инженеринг на тоа како се крадат изборите, споменувајќи цифра од 120.000 гласови, 100.000 гласови, за ние денеска можеме ли да повлечеме на паралела и да кажеме овие 123.000 гласови кои што се минус на контото на ВМРО-ДПМН, би било прегрубо ако кажеме, па ете ги гласовите со кои што практично ВМРО победуваше и она што Заев го споруваше постојано. Знаете, во таа проценка колку гласови успеваат да украдат со потреба на државата, ДПМН од 2009 скоро навака, бројката се заокружува на 100.000 и таа се потврдува, но не се сите гласови украдени. Ние имате гласови, речемо Газибаба и Бутел, гласови на ендемските ВМРО-вци кои ја смениле страната и кои гласаат и даваат предност на социјалдемократите, што е во некоја смисла неочекувано во тие општини, кисела вода. И не само тоа, него мислам дека ќе поминат како воз сега социјалдемократските кандидати во вториот круг, во тие точно општини, уште подобро и побрзо, отколку во првиот круг после оваа промена на целината на атмосферата. И тоа е вака за анализа како се откочи тој елемент на стравот и како пропадна таа мегаструктура на закани која доаѓаше од ДПМН.
Второ, локалните избори всушност се покажаа како поважни, нема кажам поважни, али покатарзични од претходните национални избори, кај што односот беше 50-50 и онака се уште имаше тензија. Во периодот од нив до локалните, ДПМН имаше концепт дека они се враќаат и ја држеа под грч администрацијата и судството со дигната ручна кочница, отпор имаше на сите страни. После ова вакво едно пукање, галичаните викаат се тури дебор, сега целата реформска уствари блокада или точките на отпор ќе се деконструираат забрзано по моја проценка, судството, администрацијата и некакви државни структури, тоа се мислам дека забрзано ќе се, иако владата е иста со истото мнозинство, не е посилна, али ќе има помал отпор. Во парламентот се веќе побрзо ќе оди, затоа што е јасно каде се движат работите и каде се тоа ќе заврши. Тоа е едно за очекување, тоа е добро за очекување. Меѓутоа, ја мислам дека во таа смисла, уште еднаш ќе напоменам, победниците треба да ја прочитаат пораката од победата. После првите песни, кои беа за славење на добивање на аеродром ЧЧП, дури имаше животи у бутел го добивме. Втората песна беше Никола, Никола, шутка не ти гине Никола. Системот на судење на криминалот не сме да биде на ниеден начин сега ставен во втор план, малку засенчен, победивме, одиме понатак. Правда мора да биде доделена. Ова што го споменавме претходно се закони околу жртвите. Ама осуда на оние кои ги направиле жртвите е многу важно да се изведе до крај. Сега тука е важно судството да се откочи. И второ судење, после судење на криминалците од врхушката на ДПМН, кои се ова го направија до сега, треба да има судење на една група на судии. Мислам дека судиите го имаат направено најголемиот греф после оваа мафијашка кражба во политиката. Бидејќи ако судиите, кои секогаш имаат можност да кажат не и по цена на собствена жртва, оваа здисаност на извршната власт нема биде така. Кога ќе судот, која ви е последно раме за плачење, вие нема да најдете правда. Вашата неутеха и греф, мислам, кој ја прават, тие најголем. И за нив казните треба да бидат примерени. Значи, 10 судии треба да бидат судени, а не само разрешени. И тоа прибе го вика порадикално од нашите политичи. Нашите завршуваат до терминот разрешување на судии. Не вика разрешување. Судење на судии. Затоа што нивното делење на неправда ја овозможи диктатурата на ваков начин, ваков темелен начин. Значи, двете судење на криминалците и судење на судиите, заедно со овој пакет на закони, мора да биде во првиот дел под наводи доделување правда. Почеток од кој тргаме во другите реформи. Нема да прифатиме, искрено да ви кажам, да расправаме за другите реформи, ако оваа правда од почеток не биде доделена. Не сакаме да живееме во општество во кое правдата, знаете, победивме сега, ги забораваме. Не забораваме ништо. Мора да има, можда нема да биде 100% правда, можда нема да бидат сите задоволни, али некое количество на правда мора да биде доделено. Пошто тие луѓе ги упропастија нивните лични животи и фамилии отидоа во затвор. Сега одеднаш тие биле невини. Чекајте, како тие биле невини? Тие нивните животи никогаш не се исти. Кој го направил тоа? Тие луѓе мора да бидат судени. После тоа можеме да расправаме за реформи. Дополнителниот политички систем правен, економски систем, сите учествуваме и така натака, да ја направиме нашата демократија, например, стабилна и реверзибилна, да не може ова се случи. Али правда на почетокот мора да има. Тоа е оно што и граѓаните го очекуваат сега. Иако на они победнички говор на Заев пред владата, сега во неделата, кога почна толпата да пее шутка не ти вега Никола, Заев се обиде да го неутрализира тоа, велејќи дека правда дано одмазда не по секоја цена. И сега да не се сопнеме некаде од ова што го вели професорот. Да, мислам дека добра му беше формулацијата. Правда да, одмазда не. Одмазда во смисла не кампански водење акција, прекршувајќи ги основните начела на правда и правичност, уставните вредности и така натака, зашто впрочем тоа беше одлика на претhodната власт, каде што немаше закон, немаше постапка, имаше политичка волја. Каде што сите институции беа
пред лидерот на владеачката партија престроени и кои само клима со глава. Немаше, значи, закон, немаше суд, немаше институција. Но професорот е во право кога вели дека без правда нема мир. Или тоа не смее да ни биде така промакнато и да се заборави. Но сум за тоа да се почитуваат принципите на владењето на правото. Сите постапки да се водат по некој канален ред. И мислам дека има многу граѓани кои се разочарани од брзината со која некои процеси се водат или кои ги турка актуелната влада. Меѓутоа, за мене разбирливи се, бидејќи судството, обвинителството, истражните структури беа целосно поклопени. И некои постапки мораше ова влада да ги почитува и мора да ги почитува, за да може целата постапка да се изведе на транспарентен начин, на законски начин, и тие што ќе бидат засегнати, не само политичкиот дел претходен, туку и одредени обвинители, не ги спомна професорот Тврчковски, суди, лица кои се огрешиле, да ја увери ова влада јавноста дека нема да им се одмазди, туку ќе им се суди за пропустите што ги направиле. Ќе им се суди заради грешките што ги направиле, ќе им се суди заради тоа што со нивното постапување нанеле тешки повреди по правата на граѓаните, по личноста на граѓаните, и тоа е законска обврска на државата да го направи. Ако судиме по политичките бомби, тоа повеќе личи на зулуми отколку на грешки. Како професор е тоа сега да се задоволи правдата, да, а да не изгледа тоа како политичка одмаст? Иако има многу елементи за сето тоа. Значи, јавноста бара брзо, значи тие сака да видат апсење, сака да видат она што практично го правеше ВМРО ДПМН, кога го легнуваше Љубе Бошковски. Сега сака како велат народот, сакаат крв. Меѓутоа, дали е тоа правиот начин? Не, тоа да, јавноста сака брза правда. И тоа е притисок од една страна. Од друга страна се узусите и политичката култура, некој начин на политичката елита, која јас на некој начин ја познавам. Ја знам која е некој пат и преспора. Меѓутоа, ситуацијата е покомплицирана него што изгледа. Знаете зашто е покомплицирана? Затоа што во рацете на политичката елита ќе бидат политичките оружја за промените во правосудството, а не правните процедури. Зашто? Затоа што видите, процесот Пржино 1, Пржино 2, сите реформи понатака се голема политизација, упад на политиката и политичкиот договор во блокираната, заробената држава. Внимајте, тоа не е одење по некоја процедура правна одна, не, тоа е политизација. И сега, имате политички удар на институциите, кои се претходно украдени и заробени од диктатурата. И сега треба во еден момент да ги довршите промени, да ги направите промените со политичка интервенција. Внимавајте, не со правна. Например, како ќе го промените вие Републички судски совет? За да дојдете до промена на судиите кои ви 10-15, може да не ги на 10-15 суди. Вие правите закон нов за Републички судски совет и во преодните и завршни одредби ставате одредба во која видите после усвајање овој закон оди реизбор на членовите на Републички судски совет. Не можете другачи да ги смените. Сега не можете никога смените. Прво, немаат можност за одговорност, членовите Републички, не е предвидено закон никаква одговорност. Второ, заштитени се, како што уствари и треба да бидат заштитени, као бели мечки. Никако не можете ги допрете. Ни судиите, ни обвинителите, така треба. Меѓутоа, кога е тоа узурпирана власт, вие сте блокирани и сега се наоѓате пред дилема. Ако вие чекате, целата негативна енергија ќе дојде на вас. Вие сте пропаднале револуцијата, вие имавте све во раце, све прокоцкавте, ево вие пак се силни да се бранат. И сега гледате која дилема ја имаат политичките елити. Треба политичко оружје да користат за промена на правните и сега што е зрелоста на политичката елита? Или
знаењето дека тоа се случува, колку е важно, и користењето на странците заедно со нив тоа да го прават. Значи, ако имаме удар политички на некои од правните институции заради промена нивна, ќе ја правиме заедно со странците, не сами. А што го направиме сами, тоа е сладко, знаете, многу е лесно. Ќе ги плеснете и имате нов избор, ваши избор. И се овие ќе ви кажат нормално, сега имаше наши суди, сега има ваши суди. И за таа приказна, брам брум ќе си оди клатното. Ние мора тоа да го избегнеме сега. И сега како да го направиме тоа брз? Како ќе и плюс тоа да го направиме едно разумен период да не изгубиме енергија. Затоа што ние имаме систем кој што е монтиран, ова вие што го зборувате, тој систем така е монтиран 10 години. И сега ние треба да го демонтираме брзо и да го фатиме правиот пат. Не само да не тоа. видиме обвините за политичко. Всушност, внимајте што се случува. Во комисијата, тоа што викате демонтирање на системот. Ние всушност немаме што да демонтираме. Тој системот е уствари добар. Ние земавме да анализираме колку вистински реформи, согласно европски унија стандарди, треба да се внесат во нашите закони. И што заклучивме? Фрапантна ситуација. Дека 90% е све окей. Е неверојатно. И не е проблемот у законите уопште. Значи, вие имате 10-15% и може да се подобрат негде. Фактички, еве законот за медиуми, земете го вашиот. Ја го гледав, законот за медиуми, коректен. Европска унија го фали. А у исто време земјата пропаѓа 40 места доле. Да, и повеќе. Гледа, и са, не е проблемот у законот. Проблемот е што има паралелна стварност, една неформална мрежа на партиско влијание, кој е каков закон да направите, они си владеат како сакат и ги држат конците од позади. Значи, идејата е како да направите таа неформална структура да не може да влијае, а не да го менјате законот. Законот, например, гледате, за Републички судски совет. Првиот закон беше исто така со стандарди. Франција ќе најдете, Белгија таков, не така. После го сменија нечинел тој, друг направија со поише суди. И тоа е по стандарди. Бетер функционира Републички судски совет. И се упаника. Они мислат добро, уствари бетер. И сега вие немате со стандарди решение, затоа што вие уствари него анализирате вистинската причина за деформација на институцијата. Не е нормативното решение. Туку лошата волја и жестокиот притисок на партијата, на извршната владеечката партија, да го доминира тоа мимо законите, тефтерчето на Јанкуловска, изборот на кандидати во кабинетот на шефот на тајната полиција, тоа го детерминира судството, не законот. Законот тако. Од законите на судството треба да се укине законот за висина и начин на одмерување на казна, одма, драп, тоа сигурно. И може да се изменат тарифите кај извршителите, нешто лево-десно, некој од граѓанско-судска постапка, некој тоа 10-15% е тоа. Вие мора да спречите политиката да се меша и да го труе на овој начин независната институција и таа да направите вистински колку што може независна. Тоа не можете сами. Тоа треба умно и со самоограничување. И тука е зрелоста на новата политичка елита. Да рече, видите, ние сакаме ова заедно со странците го направиме, вие сакаме да ни ставите печат на ова, дека е окей, коректно, и дека понатака овие суди не се избрани од нас, него се избрани согласно критериуми на начин на кој вие се слагате со тоа. Ако го направите така, тогаш вие барем малку се лишувате од критериум да ви кажат, еве ги вашиве суди ги избравте сега тие ќе судат ваша правда до следните избори. Да. Тоа мора да го направиме и тоа покажува зрелост на елитата да се самоограничи, да го направи на начин тоа како што нема онаа сласт на мокита, а таа сега ќе се покаже многу при вакви победи, ќе се покаже многу лесна, да се контролира. И рече, ние ќе направиме саглам систем и нема во него да се мешаме. Знаете што значи тоа? Кожни опинци треба да имаат тие политичари тоа да го направат, да се самоограничат, да речат не, ова нема да го направиме, иако можеме да го направиме. Не, и ќе го направиме заедно со странците, за да имаме... Тоа е зрелоста нова. Тука е тајната. Иначе, оружјето е политичка интервенција. И тоа е меч со две острици. Звучи малку совршено утопистички, да не кажеме ги тоа. Интересна е констатацијата. Од една страна, законите се окей, според стандарди. Ма тоа е така. Не. Знамен се поминува. Ама, значи, чудна е ситуацијата. Имаме правна рамка, законска регулатива, за која велиме дека е окей, дека исполнува стандарди, дека е добила верификација. Да. А од друга страна имаме катастрофална состојба. И сега се поставува прашањето, зошто е тогаш така? Ако имаме таква правна регулатива, а состојбата е катастрофална. Одговорот ќе го најдеме во тоа. Имаме политичко водство, кое се наметна и мимо таквите правни
инструменти, правна легислатива, да ги поклопи сите структури од правосудството и да имаме ваков продукт. И сега се поставува прашањето на одговорноста на тие структури кои наметнаа таков диктат, но и одговорноста на тие што подлегнаа на таквата пресија. Зашто нив ги штитеше законот. Ти едноставно можеа да се повикат на нивниот имунитет, на нивната правна сигурност, дека не може да бидат разрешени. Збореше професорот за РСС. И така натака. Каде е тука излезот? Се разбира, излезот ке треба и ке мора да биде преку политички интервенции. Мора да има во одредени ситуации интервенции во законот, во законите. А тоа значи политичко изразена волја преку владата во собрание, гласање и така натака. Не загрозувајќи ги повторно тие стандарди кои обезбедуваат независност на судството, интегритет во судството, делење на правда и правичност и правораздавање. Тие сегменти, тие начела мора повторно да бидат заштитени. Но при тоа да се направи еден рез на сето тоа што подлегна на таквиот политички притисок и не доведе до ваква ситуација. И апсолутно се согласувам дека за вакви зафати ќе ни треба и странска помош. Прво како поддршка, но и како непосредно преку препораки, преку верификација на тоа што е направено, дека е окей, дека ги има стандардите, дека се запазува процедурата, дека не се загрозува независното судство и така натака. Но мислам дека за тоа ние веќе имаме пас. Пржнискиот договор ги детектира некои од тие прашања, а извештајот на Прибе ги осликува и дури дава препораки. Подобра меѓународна и то европска поддршка од извештајот на Прибе не можеме да имаме. И тоа е концентрирана претежно или воглавно во областа на судството. Затоа мнозинството ново парламентарно, односно владата, само треба да ги следи тие чекори. Тајмингот се разбира дека ќе треба да се издоговори, но не треба да се застане, треба час поскоро, зашто последниот извештај на Прибе при последната посета беше многу критичен. Вика, не направивте до сега скоро ништо на тој план. Да. Иако тоа се однесуваше, бидејќи беше еден специфичен период каде што сепак беше се уште владата на Груевски или онаа техничка широка влада која што постоеше, но Прибе е јасен. Нас практично не нацртано ние што треба да направиме. Стравот само кај Прибе е да не дозволиме да се замени една држава заробена па да стане нова заробена држава и сега ние треба да реагираме итно. Сега ве собраа, предпоставувам, вас експертите. И сега не знам што се чека. 5 души до 10, колку се тие во судот кои што ги правеле тие манипулации, кои што местеле суди, и ги гледаме кои се луѓето. И сега ние како тоа да го изведеме, па при тоа да внимаваме да не го повредиме, па да одиме по правна процедура, се тоа да биде легално како што треба. Повештината е во тоа да тоа биде легално, може да биде легално и да биде истовремено брзо. Интересно е ова, внимавајте, не е брзата правда притисок само од јавноста, туку гледате и од Прибе притисок. Да. Значи, фактички, спората правда е, односно, кочењето на тоа е од тие што се перпетуатори, извршители, и од владата, евентуално, ако не се снаоѓа, ако нема план. Сега ни треба малку посериозно околу планот да седнат. Што ќе правиме со промената на судиите и како овој тромб во крвотокот, кај судењата. Они мора да почнат да ги судат. Од јануар, од декември треба да почнат судења интензивни. Не може они да ги враќаат, например, не е сватливо за процедурата на судењето. Судењето во Англија, например, судијата ви дава, кога имате кейс, ви дава дека вашиот кейс ќе се реши во 2 недели. Рокот од напред ви го дава. Значи, докази, овие едни докази, други докази, вештачења, све тоа, рамката е 2 недели, он после 2 недели го заврши. Овдека, почнувајќи од аспект на права на клиентот,
Фактички тоа се злоупотребува и по 2-3 години се влече. Тоа не може да го разберат они. Они мора сега начин тоа да го направат судењето, да го стегнат во еден период, судиите да ги заменат, како тоа се ќе направат. Има еден дел што е видлив. Тоа е промена законот на судскиот совет, па преку нив да ги избираат. Меѓутоа има еден дел што јас не можам да го видам, а се случува, а тоа е некакви внатрешни притисоци. Они прават некакви притисоци, може да ќе успеат. Некои од судија се повлечат, нешто да направат, некоја замена. Еве овој едниот од главните причинители, тој е бившиот шеф на КЕЦ, почнаа да го притискаат и со судски процес. Веројатно тој во апелација нешто така треба да направат и веројатно претседателот на Врховниот суд не може да го заобиколат во таа општа блокада на крвотокот на проделувањето на правдата, али мора нешто да почнат да прават со тоа. И сега, чекајќи ги изборите, сега имаше тука избори, нормално, не може да прават 2 месеци ништо, и затоа велам, сега тој притисок треба да почне поинтензивно и побрзо во име на правдата само. Значи ништо нема тука одмазда, да не се лажеме, никакви нема кој да ги влече ни в пулица ги беси, туку едноставно ова е праведен начин да се извлече правдата, бидејќи без тоа нема да има нов почеток. Имаме анксиозност, чувство на вина, ќе ни се пренесе дел од одговорноста зашто тие луѓе се уште у затвор или немаат доделено права и на нас. Ако сме ние нова гарнитура или ако се тие нова гарнитура, дел од одговорноста се префрлува, вие ништо не сте направиле, а сте знаеле дека неправдата е тука пред вас. Тоа мора да се случи, ја мислам. Поли? За доцнета правда е неправда. И затоа е многу битно. Овие крупни прашања за кои има доволно докази, треба да бидат завршени во разумен рок. Основно начело во Законот за кривична постапка е судењето во разумен рок. Доколку ни се случи да ни се одвлекуваат постапките, па чекайте, па овие докази, па оние докази, па овој не дошол, па овој дошол, не ги обезбедивме овие експертизи. Тоа е рамно на неправда. Затоа начелото на судење во разумен рок е многу битно за да се стави правдата на место. Прво закон за општа амнестија. Кој ли знаеш што се има по затворите? Што се е правено? Па потоа велите закон за вонредна обнова на постапките, тука веројатно сега малку политички не знам како тоа би се извело. Абе видите, тоа е возможно и неопходно, би рекол, и ние постигнавме во комисијата консензус околу тоа. Тоа сега правда, влада што ќе прави, не знам, меѓутоа ние постигнавме консензус и имаме добра соработка исто така со таа голема невладина организација на движење на луѓето кои они не сакаат да бидат амнестирани. Они сакаат праведно судење. Праведно обновата на постапката подразбира од ослободување до повторување на казната. И они се спремни на тоа. Но они сакаат да се соочат со лажните сведоци, со местените сведоци, со лажно користените материјали, докази, со неземањето на нивните докази во предвид, со една неправда која ја истрпиле, они ги одлежале дел од нив тие своји казни. И навистина е тоа една импресивна, вие ако разговарате со тие луѓе, тоа е една голема енергија која се сеќавам на 90-ти години беше таквата енергија која системот се менуваше целосно. Значи они имаат една таква неверојатна надеж дека правда може да се, таа надеж ние не смееме да ја на ниеден начин покоцкаме. Во крайна линија барем толку и должат на тие условно кажано невини луѓе. Должат и фактички сега тука да се здравјето не може да го да правниците стално се проблем. Имате еден дел од правници кои тргаат со зборот не. Тоа е еден најголем отпор кон нив имам, не како да го решат, него не. Ке ти кажат тоа не е согласност, наместо да наредат начин. И се ние најдовме начин. Нема да биде тоа согласно основите во законот за постапка, туку нова основа ќе создадеме со закон нов, кој ќе трае временски за тој период. За проблемот е тоа кој ќе го определи тоа кои предмети се такви, со веројатно сторени. Зато се користи терминот веројатно сторени крупни повреди. Не било какви повреди, крупни повреди на принципот на фер судење, постапка докази. Сторени веројатно значи дека некаква комисија составена од суди, експерти, невладини можда дел и администрација, можда експерти во администрација, ќе треба
да ги прими апликациите и да оцени, да определи една издржлива мерка на случај. Сега тука да не прави драма, бидејќи можеби сите мислат дека се не прават насудени, да не бидат 120 предмети, туку да биде некоја бројка кои се издржани, тоа се 20 на предмети. Дури на мрежите вие ги гледате, почнаа да кружат листи кои се тие познати наместени предмети, има некои што се помалку познати, а исто така погано наместени политички причини, освети така на лична основа. Тоа се 20 на случај. Се не треба да се прави драма сега кој ќе опред, тоа се тие случаи. Ако ние тие ги расветлиме, ќе истече еден гноев, страшен чир од нашето општество. Ќе завршиме работа. Не мора да бидат 120. 20 клучни, знаеме кои се. Тие тежат. Се знае, Монструп, Сопот, не знам, Милка, 1-2, кои се таа листа. И сега, проблемот е, ама која е таа комисија, дали таа ќе суди? Нема да суди комисијата. С комисијата само ќе стори веројатно, нема да суди. И ќе го врати на постапка. Тие повторно во судската постапка ќе се пресуда дали, нема таа да суди, они се плашат. Чуле комисија, за која е таа комисија? Па дали ќе суди таа? Дали тоа паралелен некој суд ќе биде? Не, она само ќе ги селектира на основа на сторени веројатни повреди. Она ќе има некаков увид во кейсот, ќе ги прегледа, мора да го направи тоа. И потоа ќе ги даде на обнова на постапка. Тоа може да ќе има и некоја втора инстанца, не знам, треба да седнеме да го направиме законот. Знаете сега, и тука има мал, ја го забележав тоа, иако комисијата имаше... Има согласност за правење на таков закон? Имаше согласност за цялата администрација, која има врска со политиката, нели нормално, она чека сигнал од тамо може и ќе тргнат, ако нема може, чекаат и те гледаат вака. Знаеш, и сега нормално администрацијата секогаш сака да има контрола. Са телото тоа како што е тешко за контрола, имате различни луѓе со различни идеи, сега они не можат нас да не контролираат, ние можеме да развиеме различни идеи и околу оваа идеја, се околу други посетни може да има, али околу оваа идеја постигнавме консензус. Има поширока една енергија во општеството за тоа. Ние мора да ги обновиме тие случаи. Они мора најдат начин да најдат политичка волја тоа да го носат, да не се правдаат, дури слушнав. Знаете каква правда? Кога сакаат да речат не или да го одложат тоа, ќе речат, видите, Брисел има дилеми. Абе, каков Брисел беге тамо? Нема Брисел. Тоа едноставно ти не знаеш како да го реши или не си добил команда дека може. Ја го знам тоа како функционира во министерствата. И сега, Брисел, нема везе, тука ние треба да се согласиме и треба да тргнеме храбро во тоа, ние не можеме да направиме штета со тоа. Едноставно може да направиме само добро. Не може штета да направиме. Што штета? Постапките се обновуваат. Што сега? Судиите са некои што ќе се најдат дека ќе награбусат, па што се тоа мои проблеми? Тоа уствари треба да го најдеме како такво. Према тоа не можеме штета да направиме, треба храбро во тоа да влезе. Веројатно судиите требало да мислат и на време. Уште повеќе што апропо што го зборува професорот, ако не се тргне кон таа правда, ќе остане онаа дамка и оној сумнеш кај луѓето, се договорили. Да. Никој не одговара. И не само тоа. Договорени се меѓу себе. И ќе одговара како што го шета Арно Удов така, некој ќе најдат Војо Михајловски како што ги. Во процесот треба да се влезе без предрасуди. И со докази дека фактот што некои процеси ќе се преиспитуваат, не значи автоматски дека и ќе се менуваат пресудите. Значи, давање можност, каде што има индикации дека се сторени тешки повреди, уште еднаш да се разгледува. Една ревизија. Може би ќе има и случаи каде што ќе се потврдат фактите, испочитувана процедурата, постапено по закон. И никому ништо. Но, мора да се симне овој терет што збори професорот. И сигурен сум и јас го девам мислењето, дека не се 100-200 случаи. Може, значи, да се направат критериуми и параметри кој таа комисија, совет, или што, како ќе биде наименува, да ги детектирам индициите, елементите, кои ќе не наведат до тоа дека овие случаи треба да се стават под лупа. Без претhodни сомневања дека априори ќе има ваков резултат. Не. Има индици дека за овие случаи треба уште еднаш да се преиспитуваат. И толку. А после, низ постапка, ќе се види. Има повреди, нема повреди. И ако има повреди, во која фаза е направена? Зашто има случаи каде што уште од истрагите во МВР се наместени
случаите. И после тоа се провлекува до апелација. За секоја фаза, одделен извештај, констатирани повреди и давање препораки. Да, видите вие како Фодек имаше само монструм кога се спомене дека повторно да на почеток. Тоа е една фрапантна работа, апропо што го збори професорот за и околу тој закон за општа амнестија. Кој ли знае кој се лежи во затвор и што се крие за сето тоа што јавноста практично не ни знае. Но што прават судиите? Не дека ги амнестираме. Не можат ли тие да излезат и да кажат: "Океј, доста беше." Судиите. Не се валја заробени од 3-4 луѓе, па сега треба да седнат професорот Фрчковски, Каладжиев, а сега ние се одоколу како тоа да го решиме со Караджовски, па со Јово Вангиловски. Па не знам, јас морам да ви кажам дека со голем број од судии не сум се среќавал. Сега првпат имаше една група, луѓето знаете, тие се практичари, добро ги детектираат некои од нив проблемите, зашто они не зборувале претходно, зашто не се буниле. Знаете, они имале, веројатно, судството е неверојатна власт. И сега сваќаме, уствари, колку е тоа значајна власт. Некои држави, кога ги викаат демократиите, правосудни демократии, имаат право. Имаат право. Таа независна власт е многу поважно биде независна, отколку поделбата меѓу законодавната и извршната, кои се и миксираат и не знам, тоа не е... Али ова да биде вистински, тоа е многу важно. И многу тешко да го постигнат. Значи, во сите транзиции они земји, изборите горе-долу се средија, партиите се стабилизираа, четврти изборен циклус уторија и потоа изборите се средуваа. Добро, кај нас тоа е хаос, пошто овие краде. Меѓутоа, 20 години правната држава знае да не се среди. Во Србија исто, во Црна Гора исто. Они ќе влезат доправо у нашиот проблем. Исто тоа со судиите, исто со медиумите, исто све. Албанија исто. Ја не знам тамо до каде оди работа. Значи, тој систем на правна држава е многу тежок, бара политичка култура, бара достоинство и сила кај судиите. Сега судиите слаби. Прво, со онаа мерка на претходната влада дека сите само од академија ќе стануваат судии, практично судии почнаа да стануваат луѓе со 27 години. Видите, тоа е несериозна работа. Не можете суди имате во варијанти и са некој кој работи со работник суд 45 години не може, професор не може, адвокат не може. Овој што прошол академија на брзинка со 27 години станува директно. Баш кај што тие уопште не проаѓаат, него вие повторно си ги местат своите луѓе или преку академија, или правеа отстапки, ама партиски влијани. Ни тоа не го почитува што го направи. Иако е тоа лошо решение и единствено Македонија у свет таква држава. Сега гледам дека односно знам дека стратегијата го намалија тоа на 30% од академијата, дека може адвокати, дека може професори, дека може соработници, ќе направи нормална ситуација. Меѓутоа, знаете, тоа се реформи од календар Грека. Тие ќе бидат сега уследните 5 години. Ова зашто зборуваме мора да се случи сега, во овој период до март месец. Овие веројатни вакви засеци и дисконтинуитети, за да можеме понатака да го засноваме овие други реформи на една нормално едно темпо, со нормален оптимизам, со енергија која и кадровски ресурси кои ни стојат на располагање. Ето тоа е едната работа. Имаме некоја приказна која ние сега не ја расправаме, али ние имаме неколку и стратешки меѓународни контексти кои тргаат и кои помагаат на внатрешната политика. А тоа се начините на кои владата можеби најуспешно тамо функционираше од почетокот, ги постави работите преку договорот со Бугарија во регионален контекст. Значи, тој однос за нас е многу важен и тој однос ќе не релаксира и внатрешно. Ние мора нешто со НАТО да направиме оваа година. Тоа членство мора некако да го добиеме, конечно. И за нас приоритет како држава е коридорот Исток-Запад. Ние мора да го развиеме тој коридор еднакво, барем како што е коридорот Север-Југ, за да бидеме стабилна држава. Значи, ние сме стабилна држава на крстопат е по дефиниција ако раскрсницата функционира у сите правци. Нас не е хендикепирана Исток-Запад. И ние не сме у таа смисла, подложни сме на појак притисок и зависни. Ние мора тоа да го развиеме и Софија, Тирана, варијантата, нас ние не заради тоа дал бугарите и албанците ги сакаме повеќе, туку затоа што егоистички за Македонија, тоа е сега приоритет. Тоа навнатре ќе создаде една стабилност и комуникација и во економијата која ние сега немаме со регионот како што е Косово, Албанија.
Внимавајте таа ситуација сега која се создава, а е генерална, се што доаѓа во Скопје, доаѓа за пазар од 6 милиона. Тоа е Македонија, Косово, Албанија. Ништо не доаѓа само за нас. Ние треба тоа да го разбереме без предрасуди и тој развој економски треба да ставиме се во функција на поттик. Не сме правосудната приказна да оди сама на суво. Мора да имаме приказна која е регионална и економска и тоа секако како онака баш како лавина да извлече оваа година напред и ќе им даде шанси за на политиката да навистина покаже резултати и да се стабилизира демократската политика и правната држава. На крајот од денот овој ќе го олесни потоа патот кон Европската унија, затоа што и тие преговори што ги водеа и хрватите, еве сега и србите веќе како отварат поглавје по поглавје, овие се најкритичните, ако ние сега ги завршиме, веројатно потоа и се полесно би одело. Апсолутно. Затоа и пред малку спомнав. Најсериозните забелешки на извештајот на ПРЕБЕ беше токму суството. Релаксација на состојбите на овој терен, подобрување на состојбите, излезот од оваквата ситуација, несомнено ќе биде тежок. Несомнено дека ќе повреди многу интереси. Но тој мора да се изведе. И ако од ова успееме да излеземе релативно ефикасно, навремено и по параметри и стандарди кои нема да го доведат во прашање интегритетот на реформите, ние секако дека ќе бидеме во голема предност по однос на другите прашања. На меѓународен план мислам дека индикациите се многу позитивни. Едно затоплување на односите, подобрување на комуникација со Грција не е неопходна. Враќање на една доверба дека нашиот однос и пристап е искрен. Веќе се назира тоа. Так. Спогодбата со Бугарија симна еден голем, сериозен терет кој претеше Бугарија да ни ја повтори втора Грција, која можеше многу лесно да не кочи во овие аспирации. И сега пазете, колку време потроши ВМРО ДПМН на пресконференции, на дебати, како тоа не се запазени националните интереси, како Македонија се продава, како идентитетот се загрозува, како тоа македонците се губат во приказната на голема Бугарија и така натака. И одеднаш се виде дека сето тоа е само една флоскула, за да се оправдуваат постапките на претходната власт, која не сакаше, не велам дека немаше спремност, не сакаше од други мотиви, зашто тоа ќе значише чекор поблиску до Европска унија, а они тоа не го сакаа. А не го сакаа од лукративни и други причини. Така. Се покажа дека тоа може. Подобрувањето на односите со Албанија е неминовно. Косово исто така. Се дигна толку фама за тиранска платформа, за ова, за она. Денеска да видиме дека Груевски седна да разговара со Рама во Скопје и да притоа нема смелост да одговара на новинарските прашања дали тоа му го рече на Еди Рама. Да, јасно е дека веројатно не му го решил. Рекол, овде правиме пауза за реклами, па се враќаме назад со финишот на емисијата. Останете со нас.
Еве сме назад со 24 анализа. Мој гост е универзитетскиот професор Љубомир Фрачковски и поранешниот пратеник Насер Зибери. Професор е реформата на државата е во полнек околу она демонтажа на груевизмот, меѓутоа неминовно е прашањето за онаа реформа која што веќе сите се обседнати во Македонија, ќе има ли реформа во ВМРО ДПМН, како тоа ќе се случи, како Груевски ќе замине, дали ќе има нова панорама. Некои од оние стари ВМРО-вци велат, вие не го знаете, не ја знаете ВМРО-вската матрица, да не ни помислува Груевски да инсталира свој човек. Знаете што, ја мислам дека тоа прашање е во основа неетичко прашање, од аспект што таа организација е злосторничко здружение, кој има направено толку греови кон индивидуи, кон фамилии, кон групи. Сега ние не се бавиме со исправање на тие греови кон тие луѓе, се бавиме со тоа дали таа злосторничка организација и како ќе се реформира. Тоа е во основа неетичка и неморална позиција. И второ, и затоа одбивам да се бавам со тоа, што сакаат нека прават. Второ, не мислам дека е тоа прашање кој ќе зависи од нивните внатрешни панорамски погледи и нови реформаторски прашања. Сега мислам дека кај таа злосторничко здружение државата ќе им определи услови под кои ќе се реформира и граѓаните, а не тие самите. Затоа што тие имаат инсталирано, впиено држава во себе и злоупотребено на начин што сега не може да речат добро, ние сме сега партија опозиција, сега ќе се реформираме. Како ќе се реформират? Вие сте најбогата партија на основа на кражба на државен имот кој сте правиле 10 години во Европа, најбогата партија. Како вие реформистите сега ќе дојдете, ќе ја јавнете таа партија и ќе ја возите понатака, пази богате, кај тој филм има да се проектира, бре. А ние сочеве гледаме вас, новата елита која демократски го соборила. Прво, имотот на таа партија мора да се конфискува во постапките што ќе оди. Тоа е едно. Тоа е второ, мислам дека таа партија треба да најде доблес. Под новото раководство, прво и основно, пошто старо време, треба да се извини. Они имаат искрадено државата на начин кој не е компаративно мерлив со ништо слично. Потоа имаат изолирано државата на меѓународен план и уназадено начин кој трпи извинување. Они се извинувале за посетни работи. И трето, имаат урнато демократијата и кршено човекови права, зашто исто така како колективно тело треба да се извинат. Прво извинување, второ конфискација на имот, трето судење на политичката врхушка, четврто името ВМРО нека простат, пошто као наводно нели сите сме ВМРО. Не може да го користат 3 или 4 партии. Името ВМРО треба како кратенка да отиде у историја и у музеј, а они можат после тоа како сака да се реформираат, како десничарска, демохристијанска или каква друга партија и когото интересира никого, осем нивните членови. Ова другото не доаѓа во обзир да помине како расправа, ние сме заинтересирани, они како ќе се реформираат. Чекај бе, кај ќе се реформирате вие? Прати се назад, ви имате долг кој треба прво да го завршите, па потоа, а тој долг ви го утврдува државата и граѓаните. И постапките се веше кај судењето. Од тој аспект мислам дека расправата за нивната е безобразна расправа, која ни се наметнува, затоа што ние сме на некој начин импресионирани од таа партија. Дел од вас, исто, нивната дисциплина, војнички структура, начин на овако, имаат внатрешно потиснат респект кон тоа. И сега, брзот како ќе се реформирала? Уопште, значи, последна рупа на свирали реформата на ВМРО ДПМН. Реформа на ВМРО ДПМН е до аспект на тоа што дури и самите европејци велат вклучете и опозицијата во овие реформи кои што ги правите. Во таа насока говорам ја за и говорат луѓето за реформа на ВМРО ДПМН и ако добро се сеќавам, еден од реформаторите кој што беше овде токму во ова студија каже: ние таа бела палата не ја ни честуваме за своја, повеќе си ја сакаме жолтата зграда. Чим ја земат? Дајте ми го малку вашиот став, вашето искуство за локалните избори кај албанскиот политички кампус. Може би подосни професора да се вклучи во тоа, ако сакате можете и вие за и околу Груевски пред Мислам дека реално е прашањето и објективно ние мора да се занимаваме и со таа работа, иако го разбирам професорот, но не смееме така индолентно да се однесуваме кон тоа. Тој проблем. Сепак ти имат 50 пратеници во собрание, 5 пратенички групи. 10. 10 пратенички групи, кои објективно го блокираат процесот.
а цело време збориме како треба да бидеме ефикасни, експедитивни, да не губиме време, реформите да течат, законите да одат во собрание. Да, но може и ние треба да ги тинтраме толку тие. На крајот од денот ни доаѓаат ни на нас на дебатите, да, професор, ги тинтраме, па ајде, дојдете па се моликаме. Не ве молам, ама за тоа треба да се создадат формално правни предпоставки. Не можете на клоци да ги изнесете надвор како што тие правеа порано. Не, тоа никако. Тоа никако. Ама за тоа треба да имате правни инструменти, тоа да го лимитирате, да не се претвори во кочница на функционирањето на системот пред се на собранието. И од тие причини не е така лесно прашањето. Но сум согласен, сум убеден дека оставката на Груевски не е близко само неуките во политиката може да сметат дека го решава проблем. Оставката на целиот извршен, па ако сакате и Централен комитет на ВМРО ДПМН не го решава. Значи, они треба да се менуваат во суштина. Нивната матрица треба да се смени. Они имаат суштински проблеми да се дефинираат кон основните вредности на општеството. Што е држава? Што е партија, што е држава? Што е власт? Како тоа функционира? Што е слобода на изразување, медиуми? Што е судство? Евроинтеграции? Во сите овие и низа други елементи ти имаат сериозни проблеми. И не само во врхушката. Малку и подлабоко. Зашто врхушката е продукт на таа маса. Ако не се менува тој концепт на функционирање, може да оди Груевски, може да оди цел извршени Централен комитет, ако матрицата остане иста. Ако матрицата останува иста. Значи, таму предстои многу тежок, болен процес кој мора за интересите на државата. Ако сакаме да имаме една партија која ќе ги култивира овие вредности врз кои почива либералната демократија. Ајде малку за изборите. За изборите за албанскиот политички кампус, таму ќе имаме многу интересен втор круг. Струга имаме за еден села со Рамис Мерко, дуи алијанса, Бејта Таравари, дуи алијанса, Теута Арифи, Било Касани, дуи Песа и дуи алијансата се дел од коалицијата Владина. И сега како Заев ќе каже гласите за Таравари, гласите за Бејта на своето членство, ќе остане како ќе реагираат? Што се случи практично кај албанскиот политички кампус? Па се случи еден повисок степен на плурализација на политичкото општество. Вие гледате дека кај албанците прво не е концентрирана политичката волја во еден или два субјекта. ДУИ, БЕСА, Алијансата, со многу по намален капацитет ДП, но доаѓа СДС. Значи, албанците покажа една поголема плурална определба за вредности, надминувајќи ги етничките рамки, што е за поздравување. Апропо конкретните резултати, мислам дека резултатите покажаат дека нема доминантна сила веќе кај албанците, што во минатото беше ДУИ. И затоа ДУИ остана само со две општини во првиот круг. Чајери? Не, Кичево и Пласница. Пардон. Ќе биде многу интересен вториот круг, токму од овие причини. Што во најистурените позиции кои може да го дефинираат победникот на локалните избори кај албанците, се многу дискутабилни. Струга, Гостивар, Чаир, Тетово. Иако во Тетово разликата во бројки е посериозна и тешко може да се надомести. Иако Тетово, Гостивар, Чаир, лимитот на квантум на гласови е во максимум искористен уште во првиот круг во полза на ДУИ, бидејќи СДСМ таму не истакна своји кандидати.
но не е така во Струга, каде што квантумот на гласови на СДСМ е многу сериозен. 8-9 илјади. Да, кој може да направи преокрет на позициите. А тие гласови треба да се ориентираат према двајца кандидати кои се партнери во актуелната влада. И сега позицијата на СДСМ тука е деликатна. Дали ќе обстане во договорот предизборен постигнат со ДУИ, дека ќе се помагаат меѓусебно, или ќе се постави неутрално кога е во прашање барем Струга. А Гостивар? Зошто ја издвојувам Струга? Не знаете како бе? Да, Струга да. Да, не, сакам да ги изнесам аргументите зашто Струга. Зашто прво Струга имаше кандидат СДСМ и собра 7-8 илјади гласови, кои можат, значи, да одлучат да бидат судбински за дефинирање на победникот. Гостивар немаше кандидат. Второ, таму се надпреварува председателот на коалициониот партнер, господин Селја. И вие да го рушите него, значи да му ја повредите до крај суетата и да го претворите од еден соработник во противник. Интересна ќе биде и битката, несомнено, во Гостивар, но Гостивар, мислам дека многу полесно може да се компонира, бидејќи денеска сигурно и вашиот медиум го има постигна договор. А таму разликата е 700 гласа без освои 3.500 гласови, горе-долу во Советот е 9 за ДУИ, 7 за БЕС, ако се лажеме. Исто може да се случи и во Чаир, каде што Алијансата има негдека 3-4 илјади гласови, а разликата меѓу БЕС-а и ДУИ не е занемарлива. Ако ДУИ на последните парламентарни избори беше губитникот, сега успеа нешто да дигне во бројка, значи тоа има објаснување. Да, интересно е и тој момент да се анализира. ДУИ со преокретот што го направи, напуштајќи го ВМРО и влегувајќи во парламентарно мнозинство и создавајќи влада со СДСМ, на некој начин се обиде да го тргне товарот од коалицијата и соработката со ВМРО ДПМН, која несомнено носеше многу негативни поени. Прво, второ, се покажа, а и во минатото така била, дека партиите на власт при локални избори во ваква ситуација по инерција добиваат повеќе гласови. И ДУИ со ова не го зголеми квантумот на гласови. Гледате, вкупната бројка кај ДУИ е поголема негдека 3-4 илјади, што е минорно. Но се зголеми кај Селја, која од трета стана втор субјект репрезент кај албанците, која пак ги објаснува причините зашто БЕС-а падна. Од сериозен субјект кој требаше на некој начин да биде замена за не само тоа. Тие направија прво една сериозна грешка што ги прекина многу рано разговорите за учество во влада. Второ, не се позиционираа добро во клучните моменти за конституирање на државната власт, органите. Тие не гласаа за изборот на председател на собрание. Иако тоа кај албанците, без оглед кој ќе беше поздравен како чин, како чекор, како символика. Прво. Второ, ти не гласаа за владата. Јас мислам дека тие требаше да се оградат од некои работи, но не смееше да не се поддржи владата. Целата битка се водеше 3 години, 5 години, како да се сруши тој режим. Професоре, кратко можете, имате коментари ли? Не, многу интересно. Ова е многу интересна и позитивна е мојата оценка на начинот на кој се позиционираат политички албанците. Тоа е и во претходните избори и во овие. Тоа е навистина еден стабилизирачки, плуралистички фактор во Македонија, нивната зрелост и позиционирање. И возбудливи се изборите, ова покажува само колку беа важни локалните избори генерално
во практично деконструкција на режимот, финална деконструкција на режимот. И во таа смисла сум оптимист, ја мислам дека СДСМ во овие делови во кои се такмичи во вториот круг ќе ги засили своите позиции. Чудна се, не знам дали е чудна, очекувана ќе речете, меѓутоа делува стравично тоа поместување ПС општини нивни, одеднаш ПС општини наши. Тоа страшно поместување, дури во деловите кои се ендемско, условно да начам така ВМРО-ски, и на тој начин е значајна и голема победата. Сега треба таа фино, паметно да се посредочи една стабилна политика на демократија која нема да се врати назад и нема да се даде можност за било какви ексцеси вакви какви што имавме, значи стварен чекор напред да направиме. Ви благодарам што бевте дел 24 анализи. Вам почитувани ви благодарам што не гледавте. Останете понатаму со телевизија 24. Довидување.